до премиерот. Имено јас сега пред малку бев сведок на дебатата која се водеше помеѓу мојата колешка Магдалена Манаскова и премиерот околу овие суштествени работи кои се случуваат со нашите соседи од Република Бугарија. Јас би сакал нешто друго да прашам. Нашите соседи од Бугарија велат: немојте вие да се занимавате со минатото. Гледајте ја иднината. И премиерот сега пред малку истото ни го кажа. Гледајте ја иднината. Точно така, тоа го вели великиот Достоевски. Но што бараат тие во минатото? Што бараат тие кај Гоце Делчев? Ако минатото не е важно. И зошто Гоце Делчев? Целото Илинденско восстание и Цар Самуил? Ние немаме одговор на тоа. Затоа што Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули и така натаму, Јане Сандански се во нашата химна. Значи ли тоа дека алудираат на нашата химна? Ние немаме одговор за тоа. Ако се пријатели, претпоставувам дека не треба така да прават. А ако веќе толку им се важни тие луѓе, и ако се нивни, зошто од нас чекаат одговор да им ги дадеме? Тие не се предмет, па да, еве ваши се. Тоа е предмет на научна расправа. Значи, излегува председателот Румен Радев, состави тим во кој тврдат, нели кажаа што кажаа, и излегуваат со соопштение: ние не можеме да ја заложиме нашата Република Бугарија за да може Македонија да влезе во Европска унија, односно да почне да преговара. Захариева излегува и вели: Македонија е национална кауза на Република Бугарија. Ако е кауза причина, тогаш што е последица? Излегува големиот Каракачанов и вели: доста беше со љубовниот состанок со Република Македонија, Северна Македонија. Така тој вели. Вели дека многу македонски политичари, кога биле опијанети или седеле на маса па пиеле алкохол, биле многу големи бугари. Нели е тоа навреда? Ако ние овде во Република Македонија почнеме да зборуваме така за нашите пријатели од Бугарија, кај ќе ни биде крајот? Ние не сме проговорили еден збор со таква содржина, така, во интерес на пријателството, во интерес на она што се вика заедничко живење. Но не можете вие во минатото да чепкате онака како што вие сакате, а ние да не смееме да го чепкаме минатото. Тогаш што правиме со минатото од 40 до 45 година? Односно додека сме почнали да постоиме, нели, од 45-та според некои ние постоиме. Што правиме со тоа минато? Што правиме со Кузман Јосифовски Питу, со Мирче Ацев, со Страшо Пинџур, со Благо Јанков Мучетов, со Сандо Масев, со Герас Цунев и така натаму и така натаму. Што правиме со тие луѓе? Дали еднаш нашите пријатели од Република Бугарија не си имаат извинето за она што го направиле? За да бидеме пријатели. Јас не знам дали е ова многу што го барам, но зошто ние немаме тим кој ќе треба да се спротивстави не за да бидеме непријатели, него за да имаме еднакви исти позиции на преговори. Да имаме еднакви исти позиции за иднината која треба да ја градиме. Свесен сум јас дека е минатото таму, но не можеме ние да одиме во иднината без минато. Не можеме да одиме во иднината ако некој основните имиња и презимиња кои ни се внесени во химната ни ги присвои за своји, односно да ги поделиме со нив. Зошто да ги поделиме? Не знам, ако се нивни, се нивни. Ние не велиме дека Аспарух е наш. Ние не велиме дека Пеју Јаворов е наш. Ние не велиме дека Елин Пелин е наш. Или Стоичков, односно Јорна Радичков и така натаму. Дали сме поднеле такво некој барање? Не. Зошто они го спорат тоа? Значи, ние треба да ја гледаме иднината, а тие во минатото да оделе. Мислам дека, господине премиер, треба да се состави тим кој ќе треба на вакви провокации да одговори соодветно од наша страна. Јас знам ние во која позиција сме, не сакам да го негирам она што е постигнато, но сакам да укажам на некои многу важни работи, кои мене како човек ми сметаат и како дел од ова собрание, а исто така на оние кои ме бирале, со кои имам пак донекаде скоро секој ден средби. Тоа се исто заложби на наши луѓе, македонци, кои живеат во оваа држава. Ви благодарам многу. Ви благодарам.